Дали ги направивте последните подготовки за новогодишната ноќ? Да. Ги направи пред 4-5 дена, не денеска. Денеска уште нешто така да доземам и така. Кога ќе направите споредба минатите години и оваа година во врска со поскапувањето? Цените се поскапени, нормално е. Сега тоа што е, мора да се земе за новогодишните празници, божичните и така. Да, еве, привршуваме малце со овошје, со ова, со она и тоа е тоа, во суштина. И пошто ќе ја паметите годината која што изминува и кои се вашите желби во новата година? Па ќе ја паметам, у пензија отидов, што би е радост да ве заврши со работа, више нормален живот, а очекуваме малце подобро за народов. Углавном е окей се, сега да не бараме влакно и јајце кога ќе видиме како живее некој друг, како ние, добро, углавном е окей. Колку можеме толку. Колку ни дозволува здравјето срца, тоа е најважно. А другото, ова година за нас постарите е исто као секој друг ден, така да многу не се замараме со тоа. И ако нешто направиме, тоа е повеќе за младите. Кои ќе ни дојдат, така, да имаме што да ги почастиме. Кога ќе направите една паралела, куповната моќ на граѓаните, пред неколку години си? Нема што да се прави паралела, многу е намалена куповната моќ. Цените си растат, плати, пензии полека, така да не може да се стигне. Дали ги направивте последните подготовки за новогодишната ноќ и за божичните празници? Да. Све, еве, последниве набавки ги пазариме сега и спремни ќе да чекаме нова година. Апсолутно е падната куповната моќ на граѓаните, меѓутоа граѓаните си продолжуваат, они си купуваат и понатаму исто како што било и прошлите години, барем според мене е така. Каде ја гледате причината? Зашто е намалена? Огромна инфлација имаше, значи сите производи после ковидот се 200% поскапени. Така да не знам каде води ова сето, ќе видиме доправо. И пошто ќе ја паметите годината која што изминува? Па, нема многу неколку добри работи, ама. Тоа не е ништо поразлично од прошлите години. Да иде кон полошо, нема кон подобро. Кои се вашите желби во новата година? Сите да се живи и здрави, ништо друго. И тие горе у парламентот да не ги стават више градоначалници доктори. Има политичари, има економисти, правници. Да ги стават тие, а не доктори, болници без доктори, а сега ставиле они све градоначалници доктори.